По интервјуста на Дитас на студио кам крија прокурорин Дупча Коцевски, ме целен да флясим порта дитас сегментот ехетимет би траѓеди некочанит. Господин Коцевски, добро дојдовте во Алсат. Добро вечер и поздрав до гледачите. Сакам првично да почнеме со оптимизам ова интервју. Да ја прашам дали вие верувате, како што верувате и други функционери на влада, дека за месец или месец и пол од сега може да заврши истрагата за трагедијата во Кочани? Токму на таа околност, јавното обвинителство и јас како јавен обвинител, сето тоа го имавме во предвид. Се работи на вистина за многу тежок, комплексен, сложен случај, каде што имаме многу жртви, 62, со тоа што законот дозволува истрагата да трае 90 дена. Што значи дека истрагата е почната некаде таму 16, 17, 18 март и треба да се заврши до некаде истиот термин после 3 месеци, односно до 16-17 јуни. Се надеваме дека со ваквиот интензитет на преземање на действија, истата ќе заврши навремено, па од тие причини, јас како државен јавен обвинител, имајќи предвид го капацитетот на јавните обвинители во основното јавно обвинителство Кочани, кој во случајов е надлежно да постапува по овој кривично правен настан, овластив од почеток 5, па се зголемуваше на 7, 9, сега има 13 јавни обвинители што работат на овој кривично правен настан и верувајте, работат деноноќно со тоа што и по 20 часови дневно, еве и утре ќе работат и во петок и сабота и недела и мораме да го завршиме предмет, односно истрагата да ја завршиме во предвидениот законски рок. Кажувате дека работат макотрпно обвинителите, полицијата, истражителите и сите, но тоа што јас сакам да задам и тоа што јавноста бара да знае, е како ќе се образложи во обвинителен акт каузалната врска меѓу настаната штета и лицата кои се сомневат, почнувајќи од поранешни функционери од 2012 година, па натака. Како ќе се префрли сето ова во обвинителен акт? Значи вака, сега се води истрага. Истрагата е преземање на низ за действие за кривичното дело кое што е поставено во почеток на водење на истрагата. Што значи дека сега се работи за едно кривично дело, тешки дела против општата сигурност, 292, затоа што се работи за смртни последици. Токму на тој каузалитет, јавното обвинителство внимава и ќе внимава до крај на истрагата. На крај на истрагата ќе се донесе јавно обвинителска одлука, односно обвинение, и токму во тоа обвинение ќе биде образложено секое действие на секој потенцијален обвинет. Што значи дека во конкретниот случај се офатени неколку институции. Тоа се Дирекцијата за заштита и спасување, понатаму општината како локална власт, Државен пазарен инспекторат и офатена е Министерството за економија како издавач на лиценците. Секој имал одредени надлежности. Во случајов се работи за цениме дека и тимот на јавни обвинители причинско-последичната врска, односно последицата е смрт на лицата, односно што биле во дискотеката. Меѓутоа, токму да се најде тој каузалитет и тие пропусти што довеле до ова. Пропусти имало секоја година, односно секој период. Што значи дека тие пропусти имаат еден каузалитет. Секоја година се пропуштале да се преземат одредени действија. До денот кога настана трагедијата. Така, дали имаше каузалитет на пропусти? Така, јавното обвинителство тргна од денот на настанот, па одеше наназад со тоа што стигна до појдовна точка до 2012 година, на денот кога и дискотеката почнала да функционира. Преземени се низа действија во однос на истражувањето, со тоа што дадов неколку интервјуа во поглед на дискотеката, незината пренамена, која била функцијата во почеток, па потоа се пренаменела, давањето на лиценци до последната лиценца, односно до трагедијата. До сега, она што се утврди од истрагата, води кон тоа дека се уште
јавните обвинители сметаат дека во овој случај постои кривичното дело што е поставено уште во потекот на истрагата. Без да ја нарушиме истрагата, дали ова што викате дека се уште се работи за потврдување на каузалитетот на кривичното дело и на штетата, односно на трагедијата, без да откриваме детали од истрагата, дали е можно да очекуваме нови апсења и нови решења за апсења? Вие тоа го кажувате апсења, меѓутоа ние само можеме да кажеме дека во текот на истрагата до последниот ден може да се очекува проширување на нови лица кои евентуално можат да бидат осомничени, а потоа и обвинети. Значи, истрагата сега се води, се преземаат на вистина низа действија, се сослушуваат сведоци, се прибираат материјални докази. Од тие материјални докази, што ќе произлезе во текот на постапката, јавните обвинители ќе преземат сите оние действија што треба да ги преземат и доколку има евентуално вклучени и други лица, секако дека ќе биде истрагата проширена и на тие лица. Дали обвинителите или истражниот тим е убеден дека моментално станува збор за едно кривично дело или после завршување на истрагата може да очекуваме и преквалификација на делото за делото обвинетите? Во овој момент и од почеток на истрагата квалификацијата е за едно кривично дело. Меѓутоа, што ќе произлезе од истрагата? Во текот на постапката ќе видиме што значи дека до последниот ден јавните обвинители ќе прибираат докази и ќе утврдат точно за кое може евентуално кривично дело да се работи. Вчера родителите на загинатите во Кочани беа со вас, посредба се запозна со сите истражни действија, тие што смеате да ги дадете и тие што и тие имат право да ги знаат, дали станува нешто нејасно, бидејќи во јавноста е креирана перцепцијата дека недоволно се информира и недоволно се знае за трагедијата. Дали му беше објаснето се што треба они да знаат до ова фаза? Јавното обвинителство во овој период од месец и половина дава соопштенија за текот на постапката и за текот на истрагата. Секако во рамки на она што е дозволено по закон. Во текот на вчерашниот ден беа присутни родителите, дел од родителите на загинатите деца. Има одредени прашања кои што ги поставија, на тие одредени прашања им одговоривме и на сето она што требаше да им соопштиме во оваа фаза, согласно законот, без да им откриваме некои детали, им соопштивме, така да она беа задоволни и ни дадоа поддршка да ја продолжиме постапката. Како му одговоривте, на пример, на прашањето зошто јавното обвинителство не постапува по допрен глас до сега, но требаше да се случи трагедијата во Кочани, па обвинителството да се разбуде и па после да се истражува. Тоа прашање беше поставено и пред обвинителство како на форма на револт од страна на родителите вчера. Тоа прашање го слушнав преку медиумите. Јавното обвинителство не е превентивен орган. Јавното обвинителство е репресивен орган. Што значи јавното обвинителство по допрен глас не може да оди и да бара одобрение. Дали дискотеката работи или не. Тоа е надлежност на другите институции. Значи, допрен глас е институт сосема друго. Откако ќе се случи нешто, тогаш јавното обвинителство постапува. Што значи допрен глас во конкретниот случај, да јавното обвинителство реагира по допрен глас, дали има одобрение или нема одобрение, дискотеката не е надлежна. Тоа се надлежни другите институции. Не. Тука се тоа е она прашањето кое што треба и граѓаните да го знаат и самите оние што постават. На смисла на тоа дека дискотеката беше проблематично место, така кажано, од самите жители во Кочани. Што кажа дека имаше насилство, имаше таму се сомнева дека продавање на наркотични средства, па до и силувања, па се и така. Дали обвинителството имаше сознание за такво нешто? МВР потврдуваше дека во текот на 2021-2022 имаше регистриран настан во билтенот на СВР дека имало таму проблеми во таа дискотека. Дали обвинителство има нешто регистрирано за тоа? На тоа смисла беше прашањето на родителите дали под допрен глас вие постапивте. Обвинителството, пак ќе повторим, постапува по пријава на граѓаните, односно по пријава на надлежните институции.
Обвинителството не може да постапува по допрен глас за било што и да знае дали дискотеката има одобрение за работа или нема одобрение за работа и дали тамо се дистрибуира наркотични средства и така натаму. Тоа е надлежност на МВР и на другите институции. Откако МВР ќе спроведе акција или другите институции и доколку има евентуално некои елементи на кривично дело, тогаш МВР го известува обвинителството и обвинителството ја продолжува. И вчера и денеска, но и пред тоа, во врска со притворот на екс-министерот за економија Крешник Бектеши, имавте реакции, имавте обвинувања дека политички се гони Крешник Бектеши, дека политички се води истрагата. Колку е важен во овој момент Крешник Бектеши да биде издржан во притвор и колку се неповажни другите поранешни министри за економија и дали се очекува нешто ново во правец на истрагата, без, повторувам, да откриеме и да ја нарушиме истрага, за која што обвинителство има причина да го држи Бектеши во притвор? Во никој случај обвинителскиот тим не држи без причина никого во притвор, ниту министерот што го спомнавте, Бектеши. Врз основа на расположивите докази, врз основа на оние основи на сомневања кои што ги имаше јавното обвинителство, не само према министерот Бектеши, туку и према други осомничени е предложен мерка притвор. Во одредена фаза на постапката, имајќи ги предвид и доказите кои што располага јавното обвинителство, обвинителскиот тим дава предлог за определување на некаква мерка. Секако тука битно е за притворот дали може да влијае на сведоци, дали може да повтори постапката и дали евентуално ќе се даде во бегство. Во конкретниот случај министерот, не само тој, и дел од останатите осомничени се наоѓаат во притвор, меѓутоа тоа не значи дека мора да остана во притвор. Се до моментот кога има потреба, односно јавните обвинители ќе осенат дека има услови за определување на притвор, тие може да поднесат предлог. А судот одлучува по тој предлог дали ќе определи или не притвор, односно дали ќе го продолжи притворот или не. Дали поможна предлог на гаранција или давање на гаранција на Крешник Бектеши може да му се олесни мерка за предпазливост? Например, како што имавте случаи и со други градоначалници, инспектори, полициски службеници и сите други. Значи притворот освен што може со гаранција, секако дека може, тоа е законска одредба, доколку обвинетиот предложи или некој негов близок член предложи одредена парична сума или одреден имот како гаранција за евентуално бегство, тогаш јавното обвинителство доставува до јавното обвинителство дава предлог до судот и судот определува дали таа гаранција ќе прифати или не и евентуално може да замени притворот со. Еден друг момент во истрагата беше интересот и претресот на домот на еден амбасадор. Дали обвинителство беше запозната дека или информирано, или обвинителскиот тим знаеше дека воопшто човекот не е во држава и дека треба да се врши претрес на неговиот дом? Станува збор за амбасадорот кој е во Норвешка. Амбасадорот кој беше во Норвешка, јавното обвинителство издаде наредба и таа наредба со помош на полицијата треба да се спроведе. Беше известен амбасадорот, истиот дојде и се презедува действие такви како што се предвиди, на него му се определи друга мерка, не мерка. Да, идејата беше зашто треба да се врши претрес во домот на човекот кој е во дипломатска мисија. Затоа што така проценил обвинителскиот тим и се сомнева на дека со претресот ќе се обезбедат одредени докази во интерес на постапката. Законот вели некако друго. Например, за член 182 од Закон за кривична постапка, основи за претрес, вика претрес на дом на обвинетиот и на други лица може да се превземе кога веројатно дека ќе се пронајде обвинетиот кој се бара. Државата знае дека обвинетиот или осомничениот кој се бара не е во држава. Не е така. Не само обвинетиот, туку и кога ќе се обезбедат докази кои што се во интерес на постапката. Дали се најдени докази на домот на тоа не можеме сега да ви соопштиме, затоа што тоа е дел од истрагата. Значи не само да се претрес не се бара само да се обезбеди обвинетиот и да се најде обвинетиот во неговиот дом, туку претрес се бара и да се обезбедат одредени докази.
во текот на постапка, што се битни. Надвор од истрагата, сакам малце да збориме за тоа што беше пред трагедијата во Кочани. Лично со вас односот на владата, имаше еден предлог, мислам дека при крајот на февруари за ваше разрешување, нацрт предлог за разрешување, каде беше констатирано дека се предлага разрешување на јавниот обвинител Љупчо Коцевски, при тоа што една од причините е неовластено изнесувал информации и податоци за судски предмети со што ја подврти обврската за заштита на тајноста на постапката утврдена со закон. Така беше предлогот. Не, идејата ми е 14 март беше ова изјава или овој предлог. 16 после трагедијата се сменија работите. Како се помиревте со владата? Тоа ми е идејата. Јас не се помирив со владата. Јас од почеток кажав, уште пред водење на мојата постапка, ова прашање ми го поставија вашите колеги неколку пати и го давав истиот одговор. Јас и понатаму ќе работам, правилно, законито, честно, онака како што сум работел 30 години. Ова што вие го тврдите и ова што беше во предлогот за разрешување, немаше никаков доказ дека сум изнесувал наводни некакви докази преку членови на мојата фамилија. Во тој поглед дадов одговор во Советот на јавни обвинители на сите овие тврдења во предлогот и Советот на јавни обвинители даде мислење кое што негативно мислење кое што предлогот не го прифати, односно во однос на моето разрешување. Имаше во јавноста креирана идејата дека обвинителот е можно ќе даде наредба да го апси некој од министрите, па затоа влада не смее да го разреши. Дали постои нешто така? Не знам, прв пат слушам од ова, од ваш. Ме интересира ваш коментар во својство не само на државен обвинител, во својство и на граѓанин на Република Северна Македонија. Фактот што ни еден од актуелните министри од влада не се обиди да поднесе морална оставка за трагедијата. Како вие гледате на тоа? Тоа е нивна политичка одлука, лична одлука, така да во тој дел не можем да коментирам. Затоа што секој си сноси некаква одговорност морална, така да и министрите или некој друг, дали тоа самите проценили или не можам да се предписам од тоа. Сакам да прашам во врска со отварање на другите случаи. Имаше отворена идеја во јавноста дека не, трагедијата за Кочани на крај, но претходно на тоа треба во Собраниска комисија, например, да биде отворен случајот Бесатранс или модуларната болница во Тетово. Како обвинителство гледа на тоа и дали сте спремни да помагате за да се расветлат овие два, најголеми овие две случаи? Во однос на овие случаи и јавното обвинителство постапува и судот, сами знаете дека одредени предмети се во фаза на донесување на второстепена одлука. Едниот предмет е укинат, пак се во првостепениот суд, другиот предмет е во апелациониот суд и чекаме одлука, заврши таму и главната расправа, а во однос на анкетните комисии така натаму, тоа е одлучува собранието дали ќе формира анкетна комисија и зошто ќе формира и во кој правец ќе се движи. Значи тоа јавното обвинителство нема никаква надлежност во тој дел. Јавното обвинителство има надлежност само околу предметот конкретно околу водење на постапката и застапување пред судот. Хипотетички да ја прашам за на крај. Ако јас имам намера или вршам кривично дело убиство, а вие знаете за тоа, кој ќе лежи затвор, јас или вие? Значи има и помагање при извршување на кривично дело, има и кривично дело кое што не пријавување на кривично дело. Благодарам за ваше време во интервју. Благодарам и на вас. Ваш донечен дрони ме алцат, вие им дајме тоа мотутија.